Се вели за секој успешен маж стои жена. Обратно, во Македонија најчесто за секоја успешна жена стои самата таа, која мака мачи да се избори за сопствената положба во општеството. Деновиве во Битола се одржа третиот циклус од работилници што го организира женската граѓанска иницијатива Антико од Скопје во рамки на проектот за економско јакнење на капацитетите на жените. Иако ваквите работилници се корисни и од нив треба да произлезат заклучоци, според кои во иднина ќе се прават акциони планови и ќе произлегуваат пилот мерки кои во идниот период ќе им помогнат на невработените жени да ги зајакнат своите капацитети, за да може да ги реализираат своите идеи и да отпочнат свој бизнис, се чини тоа е далеко од реалната и потребна слика за подигнување на економскиот капацитет на жените во Битола и регионот, па дури и во целава земја. Податоците кои овде можеа да се слушнат се очајни. На жените најмногу им е потребно економско осамостојување, велат од оваа женска граѓанска иницијатива по спроведеното истражување на терен, каде што реално се огледуваат податоците, а не седејќи во канцеларија и препишувајќи модели од другите земји за еманципација на жените, без да се земе во предвид вистинската слика на македонското живеење. Според ова истражување, жените од општина Битола многу ретко поседуваат имот. Тоа е многу голем проблем во однос на нивното натамошно економско самостојување, затоа што во денешно време никој не може да биде сопственик на бизнис или на слични економски идеи и иницијативи, доколку не поседува некако вид на економска сопственост или имот. Во Битола истражувањето е спроведено врз 150 невработени жени, што и не е така мала бројка. Најчесто според нив, традиционалните, социолошките, економските, културолошките и религиозните обичаи се оние кои што преовладуваат за некако вид на стереотипизација, односно се уште женските деца да не се гледаат подеднакво како и машките. По ваквите податоци, прашањето е до кога за се во Македонија, особено во Битола, луѓето, а меѓу нив и жените, ќе се повикуваат на традицијата без да преземат нешто во своји раце. За жената која родила дете, се едно дали е тоа машко или женско, чувствата се исти, болката е иста, грижата е иста. Може би кај мажите генетски не е така, но кај секој пообразован и еманципиран, пред се совесен маж, чувствата се исти како и кај жените. Од тука генералната перцепција дека доколку се има керка, за неја не треба да се остави имот или било каква добивка, е сосем погрешна и веќе надмината кај нас. Во таа насока и жените треба да покажат поголема смелост. Во време на масовна економска немаштија, останувањето без работа е реđis луксус. Факт е дека убавите работни места се ограничени, но упорноста да се стигне до поголема екзистенцијална сигурност, а со тоа и економска независност еден ден ќе вроди со плод, или во најмала рака чиста совест дека и да не успее, барем постоел обид. Со подигнувањето на економската сигурност кај жената, расте и незината самодоверба, што во голема мерка со сигурност ја прави подобра жена, мајка и сопруга. Жена која седи дома и не работи, а нејзиниот сопруг не е екзистенцијално моќен да го одгледува целото семејство, со сигурност не е среќна. Жената во своето битие сака да биде згрижена и заштитена, што не значи дека е немоќна. Најголемиот пример на жени кои се успешни во својата работа во Битола, без при тоа да наследиле нешто готово, или пак фигурирале како параван за бизнисите на своите сопрузи, до својата цел стигнувале макотрпно. Токму тие примери, иако ги има во мал број, знаат дека успехот не доаѓа така лесно и брзо. Жените ги бива за бизнис, само ако самите веруваат во тоа.